Здраво живо на сите. Еве денеска психоманија 7. Денеска сум повторно сам, пошто тие што мислат да ми бидат гости, да ги поканам, не може да дојдат. Не сакам да мислам дека се плашат, ама ете, не може. Ми се извинија, реков после празникот дека нема проблем. Поздрав до Маријан Пицан, до Илчо Белјановски, до Ристо Пајо. За денеска тема на муабет во психоманија ќе биде изненадното кажување дека председникот Црево Пандуровски, Стока, за Илинден немало да биде дома, во домашна атмосфера, нема да биде ни во Скопје да положи цвеќе на првиот председател на Република Македонија на Ченто, туку ќе одел во Прохор Пчински. Во Прохор Пчински ќе одел, се договорил со Вучич и со Патриархот Српски да после толку време повторно се отворат вратите на манастирот. Само едно би сакал да кажем, иако сум србин, ја мислам дека онаа народната не е бадила дека многу добро не е за добро. Барем така јас мислам. Не знам за вас. Направив денеска мали технички подобрувања, значи го вклучив лаптопот на телевизорот за полесно да можем да ги читам коментарите. Дарко века, здраво Боро, не си сам. Да, не сум сам, ама не сум ни со сите, меѓу другото. Значи, Црево ќе оди во Прохор Пчински. Чеј да видиме, некој сака да се вклучи одма, да ми прави друштво. Љубица од Германија веднаш вклучува, повели го овакво вклучувањето за да може да се вклучиш директно во емисија. Душан, дали да се радуваме или да плачеме, дали е достоен Црево во ниеден случај не е достоен. Не е достоен да влезе во манастира, камоли да чествува Илинден таму. Од проста причина што присуствуваше оберучке со се жена, деца на она ЛГБ парада, не сака да присуствува на национален празник, на одбележување на Свет ден Илинден,
не сака да одаде почит на првиот председател на Македонија. Тој во ниедна рака не може да биде достоен за да отиде во Прохорчински. Но ете се договорил со Вучич, за таму не сакам да го коментирам дали е жвалав или не, пошто сепак не сум тамо, не можам да знам вака што познавам луѓе. Даре достоен е само за Бардовци да оди, па и од Бардовци ќе го избркаат, пошто ќе им ги збудели пациентите. Илчо, ние планираме, ние ако мислиш на Инфомакс, планираме да вршиме пренос од Крушево, од Мечкин камен, но за сега се уште не се знае дали ќе одиме, затоа што како да ви објаснам, финансиите се малце проблем. Пошто ние нели сме се продале и тоа што се продадовме, ги потрошивме парите и сега неаме парите, мора да бараме спонзорства за да може да отидеме до Крушево да правиме лајф. Евентуално, ако добиам плата порано во сонце, па да имам доволно пари за да можем да отидам до Крушево. Мада искрено се мислам и да отидам во Прохорчински и да поставам прашање на Црево зошто не одава почит на првиот председател во Скопје, на споменикот кој што е на плоштадот во Скопје, на плоштадот Македонија, кај Александар Македонски. Така да не од нервоза не знам што да зборам за Црево друго. Во Пелинце ќе биде Талат. Талат ќе држи говор. Се дали ќе биде во Пелинце или таму кај тој споменикот што го дигна сега скоро, се уште не се знае. Битно во Пелинце, место Прохорчински, ќе биде Талат. Црево ќе иде во Прохорчински, според денешната објава, а Таче Ќурка ќе иде во Крушево, каде што спремаат драмолетка, спремаат спектакл, кој што треба да ги обрука македонците дека сами меѓу себе се тепаат. И тука полицијата ќе настапи, а Проливер ќе искочи и ќе каже дека ете ние сме сериозна власт, не ги јавсиме само ВМРО-вците, него ги јавсиме и нашите. Затоа што се организираат од СДС да идат на Мечкин камен, за да му тапшаат на Таче, а да викаат уа по конјеницата. А исто така се организираат и од ВМРО да помане, да одат за да му викаат уа на Таче и да аплаудираат на конјеницата. Како ќе бидат поделени? Дали на едната страна ќе бидат СДС, на другата ВМРО? Дали ќе бидат мешани па одвоени со кордон полиција? Тоа ќе треба да се види на Илинден. Затоа што е срамота да има било каков инцидент тамо.
затоа што нити е време, нити е место. Северџаните 2018 урла како ретардирани северна. Демек, ете, они толку ја поддржаваат нивната партија. Бевме нормална држава, ќе се формираше конзилиум од доктори да ја оценат неговата работоспособност и ќе му беше одземен мандатот. Според гестикулациите, погледот, а и говорот не е со умот нешто арен. Горан Стојановски, се согласувам во целост со тебе, дека не е нешто не е арен како треба. Јас се извинувам вака што правам пауза, но морам да го проверувам лајвот. Значи, директно во емисијата може да се вклучите на 071-258-487, 258-487 и да исконтактираме веднаш на телефон. Значи, може преку Viber, може на обичен телефон да побарате. И ве вклучувам во лајвот веднаш. Може да побарате и да се вклучите директно во лајвот преку вашата веб камера или телефонска камера, како сакате. Така да, за да дискутираме многу полесно. Иначе, од Савајлево, само што се вклучив на Facebook и ме дочека директно статус на еден пријател дека во стил тие што плюкале по Мицковски, по ВМРО ДПМН, дека биле у Грчка на одмор. Јас лично не плюкам по ВМРО ДПМН, а по Мицковски исто така не користам плюнка, туку ја кажувам вистината, дека е тој лажов, дека не го бива, дека е ненормален и така. Дека прави ненормални потези и ја растура партијата. Сите потези кои што ги има направено до сега, ја растураат партијата. Тоа не е плюкање. Да, мислам да се разбере. Затоа што човекот мене лично 3 пати ми има излажено. Значи ме гледал во очи и ме излажа. Денеска се слушнав со еден пријател кој што ми пренесе дека пробуваат да ми извадат, да ме етикетираат во партијата, демек јас сум работел од интерес за изборите. Не сум работел од што јас сум сакал, него од интерес. И за тоа они, пошто јас сум работел и одработил од интерес, они интересот сега не ми го даваат. Не дека ајде да кажеме, сум заслужил нешто да добијам за возврат. Како многу комуњари, например, што добиле. Како и да е, фала му на Бога, не се жалам, добро ми е, колку толку имам, да преживеам од први до први, како јас знам. Можам да кажам дека и кредитите што ги имам, што не сум ги земал да си ги потрошам така или да си направам нешто за мене, туку сум ги земал за да плаќам казни, затоа што сум клеветел, затоа што сум работел спротивно на етиката и кога беше референдумот,
сум бил многу само за бойкотирам, а не сум објавувал ништо за или против. Стојадин Крстевски, пушењето е штетно по моето здравје, фала што се секираш, но знам, свесен сум дека е штетно, но јас си сакам, си уживам во чадот од цигарата. И во вкусот, меѓу другото. Ве чекам да се јавите, да може да комуницираме или да пишувате коментари. Поздрав до Васе од моje мало, до браточет му на Танкер, кои што приметувам дека ме гледаат. Од друга страна, сите прашуваат зашто се критикува само Мицкоски, а не се критикува Таче. Не знам што има Таче да се критикува од проста причина што тој не заслужува ни да се плюкне, а камоли да се искритикува. Така, што да кажам за дечкото од Пробиштип, за пробиштипјанецот што фаќал девојки што бркал преку Фејсбук. Арно, ама фатил, како да објаснам, средновечни жени, значи 49 години според официјалното од МВР, и човекот таквите ги викаат машки спонзоруши. Барем јас така мислам, затоа што дечкото имал 31 година. А 31 година младо дете, овие имаат по 50, значи буквално може син да им биде. Сега едната го окривила дека ја украл, дека бил кај незе дома и ја украл, а другата дека ја измамил со 6700 евра плюс 72.000 денари. Ако размислиме онака логички, едната му давала поклони, затоа што младо дете, мислам, вајда надарено, се покажало, па кога раскинало, кога фатил дечкото помладо од нив, овие му се наљутиле, па му барала назад подароците, овој не ги давал, пошто страчка нема врачка, и оваа го обтужuje дека ги украл. За 32 тенка, не бе брат, нема Македонија 32 тенка, Стојан има 10 тенкови и сите тие 10 тенка се испратени, као што можевме да видиме на снимката, снимана негде кај Крива Паланка, од прилика, таму поминува конвојот. И со тоа Македонија останува без тенкови. Барем од тоа ја што читав информации денеска, сите 10 тенка што ги имала Македонија, Т-72 ги испратила со конвојот. Се уште нема официјално од институциите, поздрав Зоре, се уште нема официјално од институциите за каков конвој се работи и дали се тоа тенкови кои што
одат за Украина како поддршка од Македонија. Што е исто така многу ризично и многу лошо за нас како македонци во Македонија, затоа што стануваме легална мета, чиста мета на најголемата светска сила. Добро вечер, Весна Ѓорѓевиќ, и до тебе. Маја Трпковска, старото железо го истопи уште Бучко, тие бугарските тенкови што беа. Овие беа купени у време на ВОМР. Сега биле руски тенкови, ама купени се од Украина во времето пред да дојде оваа булумента нацистичка на власт во Украина, пред оној превратот на Мајдан што беше пред 8 години. Така, за тенковите тоа имам да кажем, пошто немам доволно информации, не знам. Па не би сакал да шлапам. Не повеќе европски држави да ги скара со Русија, туку цела Европа да ја скара со Русија. Едноставно да се направи нов Берлински зид, нова железна завеса, каде што ќе има два различити света. Едниот свет што ќе биде Европа и Америка и другиот нормален свет што ќе биде Русија, цела Азија, Африка и така. Така да во моментов само Србија на Балканов е као неутрална земја. Има шпекулации дека и она праќа оружје на Украина, но тие шпекулации во Србија доаѓаат од медиуми кои што се на еден начин под америчко влијание. N1 Serbian Info. Мада за Serbian Info тие се пата, тие поготово деа он е нешто како мене, од прилика. Маја, што да мислам за ситуацијата Америка, Кина, Тајван? Америка си игра со огин, упорни се во да оди ова од како беше Ненси, ми се чини, да оди во Тајван, а кинезите се исто така одлучни дека доколку се приближи до Тајван, дека авионот ќе го бутнат со се неа заедно. Кога јас би бил на место на американците, не би го проверувал тоа дали вистина Кина ќе го направи тоа. Со оглед дека Кина е се уште комунистичка земја, а кај комунистите кој ќе се каже нешто, така ќе биде, па таман цел свет да се сврти наопачки. После Трета светска војна жутата раса ќе завладе, да, така пишуваат сите, значи и во Библијата, и Нострадамус истото го има пишано. Но тоа владење ќе биде барем како исто така како што сите пишуваат, многу кратко. Во секој случај, дури да биде
владење на жолтата раса, верувам дека полошо владење од ова на американциве нема. Значи, американциве се, барем по мене, црнѓаво. Не зборам американците како народ, како луѓе кои живеат во Америка, мислам исклучиво строго на демократите кои што во моментот владеат со Америка. И со оние структури во Америка. Да, и баба Вања има кажано, но исто така и баба Вања има кажано дека кога Сирија ќе се ослободи од влијанието, комплет, дека тогаш и Македонија ќе биде цел. Поточно ќе се обедини со Пиринскиот дел. Не со Бугарија, туку со Пиринскиот дел на Македонија. И така да ќе биде 49% слободна Македонија, па потоа здравје Боже ќе даде Господ и оние 51% што во Букурешт ги има добиено Грција, да се вратат назад, таму кај што им е местото, во матичната држава Македонија. По навика ги читам коментари на телефон во очи, вака ќе направам се, за да можам да ги читам на мониторот пред мене. Пошто е поголем и полесен за читање. Иначе би сакал да ве викнам, значи пак да побарам да се вклучи некој од вас во живо на телефон на 071-258-487 на Вибер или на обичен телефон јавете се, или на, да видам Телеграм дали има, мислам дека имам и Телеграм, да, и Телеграм има, значи јавете се да можеме да комуницираме. Други информации, јас кој што би ги споделил со вас за овие 2 дена немам, освен ова што беше за Црево Пендаровски. Уствари, имам, да, сега ми текна прашањево за референдумот. Значи, 2018 беше прашањето дали сте за, како беше, дали сте за влез во ЕУ и НАТО со договорот од Преспа. Сега предлогот им бил многу инвентивен, дали сте за влез во ЕУ со договорот со бугарите, или со предлогот од французите, или со протоколот, како и да е, значи дали сте за влез во ЕУ со тој Тоа е идиотско, кретено, дебилна идеја за прашање. И уште да кажува дека оние комунистички инсталации, демек во ВМРО ДПМН, најверојатно мисли на мене и на тие како мене, прават све за да не успеел референдумот и да не искочиле 900.000 гласачи според избирачкиот список за да биде успешен референдумот. Ја не знам дали он воопшто размислил или дали воопшто размислува или само и он како ќурка му бутаат онака и ова треба да кажеш. Кој ќе собере 900.000 луѓе да искочат на гласање? Кога 900.000 живеат у Македонија. Списокот, избирачкиот список е неточен. Значи тоа го потврдија и претходно 2015, 2016,
после тоа пак 2017 и сега одеднашка Христијан Мицковски вика избирачкиот список е топ, 1.800.000 се и треба бараме референдум и на референдумот да искочат 900.000. Како ќе искочат 900.000? Кога на избори не искачат 900.000, а не на референдум не искачат 900.000. И јас сум му бил крив дека пошто јас ако повикувам на бойкот, луѓето ќе бойкотираат. Видел дека претходно кога сум повикувал на бойкот, стварно бойкотирале луѓето, ама не повикува само ја, повикува сите. И сега ние сме му биле криви, а? Јас сум одработувал за Таче. Глупердо една, ти одработуваш за Таче. Со секој еден потек, со све едно што правиш. Референдум. Што не побараш избори одма. Не го кажеш, референдумот немал врска со изборите, да не се секирал Таче. А ако прифатил Таче референдум, ти немало да инсистираш да има избори предвремени. Па зашто си бе председател на политичка партија? За да лажеш? За да пробуеш да манипулираш, дека мислиш дека народот е глуп? Те убедил Сафет Бишевац дека гласачите на ВМРО немаат мозок? И јас сум соработувал со Таче или ти? Цела комунистичка булумента на Бранко Црвенковски си ја вгнездил у штабон дека Јоците брани, јас сум работел за Таче. Кај да и слободен печат сега ќе почне да те брани. Комунистичкиот билтен. Да, маја, денеска пак повика на средба со Таче, за да се договориле за името, пошто бил на иста бранова должина со Црево Пандуровски, со Црево Стока, и да смислеле и прашање за референдумот. И да ги измијат рацете, дека ја не сум крив, народот така одлучи. Понти Пилат. И јас сум одработувал за Таче, не он. Јас сум одработувал за СДС, не он. Комунистичка инсталација. Ова е поголема комунистичка инсталација него што беше доста у ВМРО на времето и овој Голубовски. Ја не сум верувал дека може некој да биде од овакво по-комунистичка инсталација од овие луѓе. Ја мисле дека после, да кажеме, 2006-2008 година, дека ВМРО се очисти од таквите. Искочи, Бог да чува. Од бетер по бетер. Ја мислам дека имаат многу среќа што и членството на ВМРО, а и народот македонски е премногу толерантен и мирен. Еве ги у Ирак со багер, баш багер, влегоа у собрание. За да покажат како изгледа, влез во собрание со багер. Има повредени, има и жртви, ама тоа се вика колатерална штета. Не можеш да добиеш слобода и да се ослободиш без жртви, без крв. Абе да мислеа, другите беа научници. Ама на Гордеј кажувам, што се нервираш, губиш од лепота, мисла други народот ебан. Народот ебан, ама народот може
да земе и да биде, не да биде тепан, него да тепа. Мене така ми личи дека во тој правец се движат работиве во моментов во Македонија. Вчера, да ја поздравам, да не заборам, да ја поздравам герила акцијата вчера што беше направена, од Ѓорче до центар, сите автобуски станици, значи и на едната и на другата страна на улицата, беа излепени со македонизам, со Гоце Делчев, со плакати, со налепници. Браво за дечките кои да се. Верувам дека покрај оваа герила акција ќе имаат и други герила акции. Ако даде Господ, дај Боже да направат и некоја звучна акција да се слушне надалеку. Се согласувам, Ристо Пајо Митевски, дека може народо да тепа, да ебе, да почне да еба и да тепа дека и да е. Да. Значи, се надевам и јас. Бојана, се надевам и јас на народна револуција. Прашува што ли уште треба да се деси за да се крене народна револуција. Единствено што треба да се деси е да се појави вистински човек, чесен, искрен, значи да покаже, а на повидок е, и да го поведе народот во народна револуција. Глигор Гишо Анастасов, слаби сме со морал. Слаби сме со морал затоа што нема кој да го крене моралот. Затоа е потребен водач, затоа е потребен некој кој што ќе го повика народот по мене. Значи, он иде напред, луѓето по него. И тој ќе го мотивира народот. 90-тите години, кога се осамостојуваше Македонија од Југославија, водач беше Љупчо Георгиевски. Љубичо Георгиевски. Човекот беше оратор, да, знае да збори, го повика народот, стварно на почетокот беше патриот, се до одењето во Канада. Кога Драган Богдановски му организираше средба со македонците во Канада. Кога тој ги извиси и место да отиде на средбата со македонците, да ги испочитува, тој од аеродромот отиде на средба со МПО, со бугарите. И јас мислам дека од тогаш е тој купен и станат среден бизнисмен, што би рекол он. На кого ќе му се случи ташмаруништа? Па у ташмаруништа ќе оди Мицко. За да исто да ги испере рацете дека он нема врска со тие од Крушево што отишле. Без разлика што се членови на ВМРО и што се организираат. Не, он врска нема со нив, затоа што он отишол во ташмаруништа. И од кога е он председател, ВМРО ДПМН во ташмаруништа го слави Илинден, затоа што ташмаруништа биле многу побитно место од Мечкин камен. Ќе измислуваме ние се топла вода, што било побитно од Мечкин камен. Па ако гледаш така, Готен е уште порано од ташмаруништа. Готен Беровско нагоре во Малешевијата. Таму прв пат се прави джанк кај што се победува турската армија. Уште во април месец, истата година, 1903.
Тоа ова го знам не затоа што сум историчар или сум истражувал. Пред 5 години со Дојчиновска бев во Готен да снимам одбележување на Готенската битка. И се качив на врвот на Македонија. На врвот Готен, на Мелешевијата. И тогаш слушнав, разбрав дека таму се случила битка која што била предвестник на Крушевското востание. На Македонското востание. Поздрав, Дуле Еспресо, најголем до тебе. Душко Ивановски, во право си борил за Канада. Знам, Дуле, ако не па современици сме и сме биле присутни сведоци на таа дешавка. И на кавгата на Драган Богдановски со Љупчо Георгиевски повраќањето од Канада. Горде, до кај е сестра Љупчо со сечењето на канџи на орлите, заглави на првата канџа как? Кога направи коалиција со со Џафери. Глигор Гишо Танасој, а како да се јавиме? Едноставно на Вибер ќе го свртите бројот 071 само малце. 071 258 487 и јас ќе ве вклучам. Значи исто како да ме барате на телефон. Не се јаки канџи, него е тупо сечилото за канџи. Стојадин Крстевски, се продаваат за македонците за грст златници, како и со работата за 200 евра. Значи, се согласувам со тебе дека не се ценат, дека не се почитуваат, дека не се вреднуваат. Денеска баш на Сител имаше дека порано немало работа, а сега немало работници. Се жалеле газдиве дека немало работници. Па ако нема работници, дајте им поише плата, може ќе има. Така, ја мислам дека така се обезбедуваат работници. А ако им дадете повише плата, нема да идат надвор, како Стојадин што отишол. Него ќе си биде тука и ќе си работат за нормална поголема плата. Маријан Пицан знам и планирам да направам една таква емисија и да ги посетам сите општински комитети, со тоа што се надевам дека ќе најдам и соговорници кои што нема да се плашат и кои што ќе може да застанат со мене пред камера и да го кажат проблемот. Завчера, пред 4 дена, исто пред емисија, читав за Радовиш, мислам тоа е повеќе од брук. Касат да одам во Сопиште, а не само во Сопиште, во Радовиш, во Битола, во како биваше уште, во Кратово. Има многу места, во Ресен исто, каде што членството е разединето, каде што членството едноставно само раководството на општинскиот комитет е членство во тој општински комитет.
да одам во Јордан Мијалков, брат, и да отидам тамо, еднашка поминува само случајно онака, и видов, имаше луѓе собрани во штабот, ама тој штаб работи само иницијативно. Не работи со насоки. Исто како и другите местни комитети кои што работат само иницијативно. Така да, најверојатно ќе го послушам Пицан да направам емисија, исклучиво партиска емисија. Затоа што мислам дека како член на ВМРО ДПМН, како јавна личност, како што ми кажа дека сум јавна личност, имам такво право да си направам емисија за мојата партија. Па сега, вистината треба да се покаже. А ако грешам или ако лажам или ако другите лажат, може да се провери тоа многу лесно. Затоа викам дека ќе одам по местните, по општинските комитети, за да можам да уснимам на лице место каква е состојбата. За да не каже некој психолаж. Касап, знам дека не сме разединети, у тоа му е најголемиот проблем на Мицковски. Секој еден кој што си ја сака партијата, кој што работи за партијата, кој што работи со партијата, со партијците, секој човек кој што работи за Македонија, на Мицковски му смета. Секој човек што ќе потврди дека Мицковски лаже, на Мицковски му смета. И пушта ботови, и пушта платени луѓе од штаб да лепат етикети на тие луѓе. Како, например, што ги пушта овие за да лепат етикета на Инфомакс дека барале рушвет. Ако барале рушвет, зашто не пишуваат контра, пошто не добиле рушвет? Нели се вика, ако не ми дадеш пари, јас ќе пишувам против тебе. Тоа е рушвет, тоа е рекет. Ако не му дале пари, значи каде е пишувањето против? Секој еден градоначалник што направил нешто за својата општина, на Инфомакс е објавен и покажано е, значи, што е направено, како е направено, зашто е направено, дека не кошта како комуњариве која беа по 3 пути, по 4 пути поскупо да го прават. Ама, пошто сме пишуеле против Мицковски, ние сме пишуеле против ВМРО. Не е вистина. Не, Мицковски не е ВМРО. Стефчо ни дал пари. Зашто? Затоа што Стефчо има храброст да искочи пред камера и да дава отчет. И па еден ме прашуваше тамо на еден телеграм канал дали не плаќал по емисија или на топтан. Како и да не плаќа, бе? Од каде ќе најдеме ние пари за опрема, за одење по терени, за мене плата, за плата на другите луѓе? А? Од каде? Еве, јас колку имам плата, види го моето студио какво е. И мојата опрема каква е? Од телефон се снимам. Па ако барате подршка од Мицковски, он не може да ве подржи линка, тоа е нормална работа. Вие треба побарате подршка од ВМРО, од членството на ВМРО.
а не да ги омаловажувате членовите на ВМРО дека биле штабомани, штабци, не знам што. Абе, камуфлажа правам, да, мислам, финта правам. Ја со парите што ги добивам, калдрма редам овдека по улицава. И не само по улицава, него ја планирам цела кисела вода калдрма да ја направам, пошто у кисела вода живеам. Толку пари ја. Од 16 места ми имам прилив на пари. Ми плаќале мене еден куп луѓе. Платно на очи да им стават. Горде, членството за ништо не се прашува, служи само за гласање. Членството ќе се прашува кога членството место да кој ќе се разочара да се тргне, сите што се разочарани на купче у штаб и фино лепо за уши тие што не чинат и надвор. Бојана, членството ги бира на председателите на местните комитети, а на општинските не е дојде до таа точка. Затоа што Мицковски е свесен дека ако и на општинските бираат членовите, дека он нема да може да го прави ова што го прави. Затоа и во Радовиш го направи она што го разреши председател на општински, 6 месеца немаше председател и сега го става истиот. Што е разрешен, што членството не го сака. Точно горде, исто и со ОК Центар и со ОК Карпош. Не ги по Фейсбукон, поготово за ОК Карпош. Значи, све на све, 4 или 5 души се тамо во општинскиот. Председатели на местни комитети едноставно не биле запишани дека се немаат решение дека се председатели на местни комитети. Јас имам некакви проблеми со интернетот, па сликата не е баш најдобра. Така да би ја привршувал емисијата. Се надевам дека уште некој нешто ќе каже, еве и Танкер потврдува за Карпош. Еве го и Спасе. Поздрав Спасе, да си жив и здрав. И сликата и тонот се супер. Па мене баш не ми покаже сликата дека е супер. Малце е мутна и у коцкички, така ми личи. Даниел Танасковски, точно брат, и јас го зборам истото, дека ВМРО ДПМН треба да биде на власт за да може Македонија да оди напред. Секогаш кога било ВМРО ДПМН на власт, дури и во време на Љупчо, одело напред. Значи народот живнувал. Полесно живеел, немало, помалку имало криминал. Тоа комуњари што дрндаа дека Груевски, Мијалков и не знам кои краделе, па што не им најдоа што краделе, го судеа Груевски за Мерцедес, во кој што и Тача се вози сега. А пред тој Заев се возише. Така да, едноставно, ова што јас го кажувам за Мицковски, го кажувам за тоа што не сакам утре ден, кога ВМРО ќе победи, а ќе победи сигурно, кога и да има избори сега, значи, луѓето мене да ме покажуваат со прст дека јас сум ги излажал. Зашто? Затоа што овој е лажов и лаже Азине, исто како Заев. Значи, проблемот е во Мицковски, не е проблемот во ВМРО. Не може да се дешава, например, еве сега во општини во кој што е победено, да буквално нашите да се деградираат. Оние што се членови на ВМРО. Смене само градоначалникот и тие 3/4 околу градоначалникот, секретарот и така натака и толку.
А оние други не што им правеа проблем на членовите на ВМРО-ДПМН во претходните 4 години, за нив нема везе. Ако им правеле проблем на ВМРО-вците, и овие сега ќе им прават проблем, за да покажеле демек, ете, како требало. Мене ми е тоа нелогично. Тоа што, значи, пробувам да го направам единството, не се напаѓаме меѓу себе. Еден човек е тој кој што го прави раздорот, кој што пробува да направи слика на раздор. Еден човек. Христијан Мицковски, Ванчо Михајлов, но модерен. Ја растура партијата по секој основ. Таман ќе се крене народот, ќе дојде до кулминација и он ќе се сврти, ќе се замине. И како ќе победи ВМРО-ДПМН? Сега на последниве локални избори, како победи ВМРО-ДПМН? Со негова организација. Каде што не работеа скоро половината општински комитети, општински штабови. И тие што работеа колку да се каже дека работат. Да не бевме Инфомакс и да ја покажуваме булументата комунистичка како подкупува гласачи, како ја злоупотребува немоќта на луѓето, немаше ни тие 40 градоначалници да се добијат. Сега Инфомакс смета. Зашто? Затоа што Инфомакс знае многу работи. А почнам вака понервозно да зборам и да зборам за ВМРО, одма се качи гледаност. Изгледа и ботоеве се вклучуваат, им се јавуваат на некој, и слушај го психо што збори. Да, психо го збори тоа што го гледа. Тоа што го знае, тоа што го осетил на своја кожа. Психо не измислува топла вода, не манипулира. Точно горе и јас се согласувам, треба промени у партијата и тоа промени. Ама вистински промени, а не како реформатори или МК-мериот или не знам што да глума добриот и лошиот. Глигор не е утепа народот до крај. Не се секири. Има уште живот во народ. Весна, тогаш кога ќе отргнат Мицковски безвизионерскиот Мицковски, тек тогаш ќе живне партијата. Не само партијата, туку и државата ќе живне. Нема да може СДС да искаче и да на пресконференции да каже биле тоа српски руски инсталации. Биле против НАТО, против ЕУ, против не знам што. Баш ми е гајле и за НАТО и за ЕУ, ако државата ми се распаѓа, ако народот ми гладува. Денес еден пријател што ми кажа, ние сме единствен народ, единствена држава у свет во која што има патриоти, под наводници, кои што земаат плата за да бидат патриоти. За да пишуваат на фейсбук. Бојана, кој да биде на власт ако не го избришат нашето постоење и така натака. Значи не може да го избришат, еве ги пробуваат да избришат, пробуваат све да направат. Ама прво пошто се комунисти се неинвентивни. Втора работа, пошто се послушници некој друг што ќе им каже они тоа да прават. Едноставно не може да го направат, го прават тоа нелегално. Ќе дојде време, утре ден, задутре, за 2 години, кога ќе се појави нормален човек, нормална партија, нормална власт, да кажем, нормален извршен комитет на ВМРО-ДПМН, и кога ќе дојде на власт и кога ќе каже зашто е тоа се нелегално, и кога ќе ги стрпа у затвор сите по член 308 од Уставот, од кривичниот закон на Македонија за велепредавство,
за доведување на државата во подчинета состојба. И едноставно ќе се докаже дека Преспанскиот договор е нелегален, затоа што не е подпишан од председателот, а е меѓународен договор. А единствен кој што може да подпишува меѓународни договори е председател на држава. Бугарскиот договор, исто така, меѓународен договор, повторно подпишан од премиер, а не од председател на држава. Со 300 глупости унутра. Каде што во договорот пишува само Македонија дека има обврски, а не и Бугарија, а не и другата страна. И за сите оние небулози во државјанствата со косите цртички. Како така? Мене ми пишу државјанство србин, граѓанин на Република Северна Македонија. Јас сум кажал што ти по национал србин. А ако кажа македонец, 3 цртички ќе ми стават. Како може така? И народот бил крив, народот само лаал, народот не бил обединет, не знам што. Па народот не може да се обедини. На народот му треба политичката партија која што ќе го обедини. А политичката партија мора да има лидер. Мора да има човек. А не лажува. Луѓе, 11 и 20 ја почнав да кашлам од викање од нервоза. Ќе ми извините, ама тука би ја завршил емисијата. Следната емисија ќе ми биде задвадена, значи во понеделник, пред Илинден. За Илинден најверојатно ќе идеме лайв од Инфомакс, од негдека. Ако не идеме лайв од Инфомакс, во тој случај јас ќе најдам барем од Скопје да се вклучам лайв, затоа што верувам дека на споменикот на првиот председател на Македонија, дека ќе има барем една делегација од АРМ или од некоја друга државна институција која што ќе одаде почит. Да сте ми живи и здрави, лека ноќ, убави сништа, лесна ноќ и да е жива и здрава Македонија сега секогаш и во вечни векови.